Добар ден. Градот Скопје става ред во прекопувањето на сообраќајниците во градот. На наредната седница на Советот на град Скопје ќе биде усвоен нов правилник за начинот и постапката на кој што ќе се вршат прекопувањата во иднина. На овој чекор се одлучивме со цел досегашната пракса, на која што и оправдано граѓаните се жалеа, за прекопување на реконструирани улици да биде прекината. До сега се што требаше да биде направено е да се склучи годишен договор со градот и да се побара прекопна улица, градот беше должен да издаде. Сега воведуваме сосема нова пракса. На почетокот на секоја градежна сезона, градот јавно ги објавува улиците кои што ќе бидат предмет на реконструкција во текот на градежната сезона. Во оваа градежна сезона целосно или делумно ќе бидат реконструирани булеварите Асном, Кочорацин, партизански одреди, Втора македонска бригада, Александар Македонски, Крсте Петков Мисирков, ќе започнеме со реализација на Хрватска, Никола Карев и Јужен булевар. Од градските улици ќе се реконструираат Димитрија Чуповски, Борис Сарафов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, Љубљанска, Московска, Братфордска, Лазар Личеновски, Индира Ганди, Благоја Стевковски, Ферит Мурати, Димо Хаджидимов, Живко Фирифов, Павел Шатев, Црниче, Македонско-Косовска бригада, Александар Урдаревски, Есенинова, Боце Иванова и Андон Димитров, поранешна Жарко Зрењанин. Согласно новиот правилник, вака објавените улици ќе предвидуваат 2 годишна забрана за вршење на прекопи за инсталации на фирмите кои што имаат потреба од тоа. Исто така и инвеститорите кои што ќе вршат градежни работи во смисол на изградба на градежен објект, однапред ќе знаат кои улици ќе бидат реконструирани. Освен во итен случај, градот, заради интервенција на инсталациите кои што се во дефект, градот нема да дозволува прекоп на вака реконструираните улици. Сакам да напоменам дека ова е дел од она што сметаме дека треба да го работи градот Скопје, дека не смееме да дозволиме парите на граѓаните да ги трошиме за реконструкција на булевари, а потоа, како што имаше неколку примери годинава, да ни се прекопуваат улиците. Нашата крајна цел е растоварениот сообраќај и изголемување на ефикасноста на градежните активности со цел да позитивно влијаеме на намалување на аерозагадувањето, како и дополнителна вредност на инфраструктурата на градот, која што сакаме да ја постигнеме.